Секако дека ќе реагираме со оглед на тоа дека навистина ова што го слушаме во една ваква криза, кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај, да слушаме дека се трошат 180.000 евра само за бадеми, за лешници, за индиски оревчиња и тоа за сласт на власта, е навистина нехумано, е нечовечко. Прво, таа природа, ако гледаме токму на овој проблем. А второ, сето ова што го има како податоци кои што излегува во медиумите, покажува дека владата на ВМРО-ДПМН уште еднаш ја потврди својата неспособност и своето расипништво, додека граѓаните, како што кажав и претходно, едва и врзуваат крај со крај и секој ден се борат со цените кои што гледаме по маркетите дека секој ден се повисоки, владата на Мицкоски и неговите министри гледаме дека воопшто не штедат кога се работи за нивните потреби, кога се работи за нивниот луксус. После милионите се сеќава јавноста кои што беа потрошени за манго, папаја, за бејби биф. И сега дознаваме дека службата за општи и заеднички работи троши 180.000 евра за бадеми, за лешници, за фстаци, за индиски ореви, како што е наведено секако и во медиумите. Ова е дефинитивно слика и ова е прилика на власта на ВМРО-ДПМН, покажува дефинитивно дека мисли само на себе, дека воопшто не мисли на граѓаните, додека од една страна не ги зголемува платите, цените растат, гледаме дека имаат сепак пари за нивните потреби, како што кажав и претходно, имаат пари за нивниот раскош, имаат пари за нивното уживање. Граѓаните дефинитивно со ова можат само да заклучат и чувствуваат дека се оставени сами на себе, сами да се справуваат со кризата, а власта гледаме дека си се гоштева со бадеми, со фстаци и со индиски оревчиња и сите оние претходно работи кои што ги кажав, а некои по големиот дел од семејствата не можат ни да го замислат на своите трпези. Секако дека реагираме, најустро го осудуваме ова расфрлање на јавни пари и ја подсетуваме власта дека парите кои што ги трошат за нивните потреби се парите од буџетот, односно парите од граѓаните. И конечно е време да се однесуваат како одговорна власт и да размислуваат за граѓаните. А со ова покажуваат дека дефинитивно на нивната агенда се само нивните потреби, а никако и потребите на граѓаните.